Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Теодот епископ Кириниски, преподобниот Агатон и светата маченичка Ефталија. Свештеномаченикот Теодот епископ Кириниски на островот Кипар. Поради својата мудрост и добродетелите, бил избран за епископ и управувал со црквата Божја со љубов и со ревност. Но кога настанало гонењето на христијаните во време на опакиот цар Ликини, овој Божји човек бил изведен на суд и ставен на многу маки. Кога мачителот го советувал да се одрече од Христа и да им се поклони на идолите незнабожечки, светиот Теодот му одвратил: кога ти би ја знаел добротата на мојот Бог, на кого јас се надевам дека поради овие кратковремени маки ќе ме удостои на вечниот живот и ти би посакал за него да пострадаш вака како јас. Му удирале клинци во телото, а тој му се молел на Бога со благодарност, мислејќи дека крајот му е близу. Ги советувал и ги поучувал христијаните кои биле околу него. Но по Божја промисла, во тоа време царот Константин им објавил слобода на христијаните и наредил да се пуштат сите кои се под суд заради Христа. Тогаш и овој светител бил ослободен, се повратил онака измачен на својата положба во Киринија и поживеал уште 2 години. Потоа се упокоил во Господа, на кого верно му служел и за кого многу пострадал. Својот земен живот го завршил во 302 година и се преселил во дворовите Господови. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих. Спасения нашего ради, воплотитеся от святия Богородицы.
Распни сјаже Христе Боже, смертiju смрт поправи. Един си святија Тројци, спрославјаеми Отцу и Святому Духу, спаси Преподобниот Агатон. Голем египетски подвижник од 5-тиот век, современик на светиот Макари и ученик на светиот Лот. Се трудел да ги исполни сите Божи заповеди. Некој од браќата му го пофалил едно ноже со кое што ги сечел прачките за кошници. Слушнувајќи ја пофалбата, светителот со радост му го подарил на братот ножето. Уште говорел светиот Агатон: за мене би било задоволство кога би можел да го земам телото на некој губав, а нему да му го дадам моето. Не е ли тоа совршена љубов? Светата маченичка Ефталија. Оваа света Ефталија била девица од Сицилија. Имала мајка со исто име и брат Сермилијан. Сите биле некрстени и незнабожци. Старата Ефтилија боледувала од крвотечение. Во сонот и се јавиле светите маченици Акфеј, Филаделф и Кирил и рекле дека ќе оздрави само и единствено ако се крсти во името на Господа Исуса Христа. Ефталија поверувала во Христа, се крстила и навистина оздравела. Видувајќи го тоа чудо, и нејзината ќерка се крстела. Сермилијан пак почнал да ги исмејува мајката и сестрата поради верата Христова. Потоа и да им се заканува. Мајката се уплашила и избегала од куќата. Тогаш братот почнал да ја гони сестра си, но сестрата не се уплашила. Оти помили бил Христос од братот и му рекла на Сарамилијана: Христијанка сум и не се плашам да умрам. Опакиот брат испратил при неа еден слуга да ја оскверни, но кога слугата ја нападнал светата Ефталија, тој го изгубил видот. Злобниот брат го видел тоа чудо, но останал на тврдо срце. Тој потрчал по сестрата, ја фатил и главата ја отсекол, слично на Каин. Така светата девица Ефталија се овенчала со венец на вечната слава. И така и во оваа прекрасна прилика се обистинило словото на Христа Господа, дека Он донесе меч меѓу луѓето, што ги дели сродните по крв, но не и сродните по вера. Поуки од светите отци. Во очајание и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст.